неуставен ги укина одредбите од изборниот законник со кои за 3 до 4 пати се зголеми прагот на потписи за независни кандидати. Ова во пракса значи дека собранието мора да донесе нови измени, бидејќи во моментов не постои никаква законска основа за независни кандидатури на изборите кои треба да се одржат за 5 месеци. Првиот човек неуставен очекува пратениците оваа законска празнина да ја пополнат час поскоро. Со оваа одлука предходното правно правило не оживува, значи ние не оживуваме норми, ние значи сме негативен законодавец, ние можеме само да отстраниме неуставни норми од нашиот правен поредок. Тоа значи дека законодавецот во најскоро можно време треба да пристапи и да ја пополни оваа правна празнина која настапи со нашата одлука. Во спротивно, евентуално непостапување на законодавецот би значило дополнителна повреда и дополнително стеснување на основните слободи и права на човекот и на граѓаните и тешка повреда на политичкиот плурализам, сите темелни вредности на нашиот правен поредок. Укинатите измени предвидуваа независните кандидати за пратеници, советници или градоначалници да соберат 1% граѓански потписи од вкупниот број запишани гласачи во изборната единица или општина, наместо претходно предвидените 1000 потписи. Со ова според Уставниот суд се прекршени темелните вредности на Уставот, правната сигурност и предвидливост и начелото на владење на правото. Иницијативата пред Уставен ја поднесоа повеќе граѓански организации кои денеска се задоволни од одлуката. Независните успеа, Уставниот суд пресеча измените на изборниот законник со кој на сите граѓани на кои ме преку глава од партиите им се отежна учеството на сите избори се неуставни, велат од Шанса за Центар како едни од подносителите на иницијативата. Изборниот законник беше променет во март минатата година на предлог на СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ, едногласно и по скратена постапка. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.